mi se pjeva Bog, to i rujno vino. Svirete mi tamburi, pesna javara, se ta moja ljubov, pamta i jadara. Добро вечер, почитувани гледачи. После овие музички рефрени, сметам дека не е потребно да го представувам нашиот вечерашен гостин. Ќе се сложите, нели? Добре дојде, Нино Величковски. Да, добро ве најдов и благодарам на поканата. Како сте, Нино? После сите долги патувања, гостувања, ноќевања некаде подалеку од дома, собирања награди и така натаму. Па како вика, кај да си дома да си, ама тоа вика пред Божи, нели? Али нашата работа е таква динамична да јас имам една дисциплина на брзо спиење и кога тоа ќе го совладаш, многу е лесно да ги сите овие ангажмани на некој начин сервисираш, бидејќи нашата работа не признава умор, туку едноставно секојаш си во првите борбени редови, ако можам да кажам, и задоволство е во музиката да се биде, бидејќи имаш одредена сатисфакција нормална која сакаш песната, јас ја сакам. Ама вие имате и грло со два гласа, барем така испеавте во една ваша песна. Да. Па да, тоа е песна со мерак напишана, и со мерак напишана, пеена на мојот насловен албум пред неколку години, и ја посветив на мојата мајка, мама Лила, и затоа се пее со мерак, ме мама Лила родила, нели? Така Таму и се пее дека имам грло со два гласа. Па тоа е како сам на себе да си пееш бек вокал, тоа, на некој начин. Така. Па ете, тоа ваше грло со два гласа не само тука кај нас, туку едно од последните случувања и фестивалот на Тамбурица 2015 што се одржа во Нови Сад, каде што освоите престижна награда, една од трите за вокална интерпретација. Да, па да, сакам да кажам дека задоволството уште е поголемо што нормално на тој престижен фестивал 8 поред ги бранев боите на мојот град Куманово, кој го сакам, го сакаме, на Република Македонија од 12 држави од Југоисточна Европа. Престижно е да се биде дел од тоа чествување во името и љубовта кон тамбурата. Огромна организација со навистина може да се научи и да се биде дел од тоа чествување во името на, пак ќе кажам, на љубовта кон тамбурата, многу учесници, многу добри, квалитетни оркестри и да се добие во таква конкуренција, значи награда за најдобра вокална интерпретација, е престиж, за мене големо задоволство, за моите тамбураши кои одлично тоа го отпратија во 20 минути. Имавме, значи, можност да покажеме од нашето богато фолклорно поднебие што значи една мелоритмика, една убава македонска песна, почнувајќи со два инструментала, значи обработки на македонски ора. Мојата песна Бабино девојче, кој е неизбежниот мојот уметнички фолклорен, ако сака да биде имидж, заштитен знак мој Бабино девојче, мојата серенада, тоа се песни кои остана и ќе останат од нашиот сега покоен Миодраг Божиновски Мичо, кој мене музички ме откри и ми ги скоро најбавите песни ми ги напиша. Се представивме со тие две и како еден потпори на едно 6-7 песни македонски кои се подинамични, како што се Трендафилчето, Карамфилчето, како што се дел од песни кои се подинамични и посварливи, да не кажам, за луѓето од страна. Со многу апел 6-7 илјади луѓе тоа го пропратија и еве се закитив со престижна награда. Така, нашите тамбураши се навистина вистински виртуози во свирење на тамбурата. Тоа го покажа во 26 во петок, значи на Петроварадин, на местото кај што јас го велам тамбурашки екзит, кај што е навистина големо задоволство да се учествува во таква конкуренција. Колку земји Нино учествува? Значи реков од 12 држави на Југоисточна Европа, почнувајќи од сите бивши југословенски простови до Австрија, до Чешка, до Унгарија и навистина на голема конкуренција. Со на крај имаше во ревелниот програм еден Звонко Богдан, Желјко Самарџиќ, Желјко Бебек со 40 тамбураши. Прекрасна понуда и дел од таа понуда, ако сме живи и здрави, ќе
се надевам дека ќе успееме да тоа веќе понатака ќе го кажам на нашиот 11-ти по ред фестивал меѓународен тамбурашки во Куманово Во август. на 21-22 август, петок, сабота. Дел од оваа понуда ќе можат и нашите сограѓани тоа да го видат. Чинам дека и вашата и наша ценета К3 телевизија тоа ќе го проследи, ќе бидете гости на фестивалот. Секако, да, благодарам. Сакам да ве прашам, тамбурата е инструмент на кој што може да се свири од Бах до Севдах. Да. И вие така милувате понекогаш да кажете. Дали во Македонија има традиција за тамбура и од кога датира традицијата да се свири тамбура? Па ова ме враќа негде скоро 10-11 години наназад, кога на фестивалот, односно веќе у Стамбур во Бања Лука, во рамки на фестивалот беше и првиот меѓународен тамбурашки конгрес, на кој бев избран за подпредседател на Европскиот тамбурашки сојуз. Не на систем на паритет да има и од Македонија, но со една голема љубов пристапивме сите заедно за тоа тамбурашко движење да го некако во Македонија прошириме и шириме. И мислам дека успеавме во таа намера и да го негуваме, сигурно. Тоа е какво цвеќе, ако не го негувате, ќе овене, нели? Да. И успеавме со таа екипа ентузијасти, моите тамбураши заеднички да го тоа направивме. И нормално, 2004 година со голема логистика, подршка од Центарот за култура во Куманово, од Советот на градот, од градоначалникот добивме една иницијална подкрепа за една голема можност тоа да го инсталираме во Куманово и 11 години поред го правиме фестивалот. А на тој конгрес во Бања Лука рековме дека има едно мое излагање каде што однесов одредени фотографии дека 1917 година во Куманово имало голем тамбурашки оркестар составен од занаетчи, бербери, не е битно во кој состав биле од кои занаети, но имало голем тамбурашки оркестар. Да не говорам за Кратово. Кратово е една лулка на тамбурата во Македонија. Така. Да не говорам за после многу екипи, односно состави кои денеска екзистираат, битисуваат на македонската сцена од Синтезис до Драган Дутовски, до се ова што го имаме како етно елемент ја засниваат на тамбурата. Така, првите зародиши се тука. И покажуваат тамбурата дека е многу податлива, ова што го рековте од Баха до Севдаха или од Бах до Севдах. Да. Го има во тамбурата, она е толку податлива да ќе имаме среќа веројатно во годиниве што идат да донесеме и тамбурашки оркестар од 40-50 луѓе кои можат исклучиво литература од симфониските оркестри да ја прилагодат на тамбурашко музицирање и да биде тоа еден голем мерак и за око и за уво, да видите што тамбурата се може, а може навистина. Така. Тогаш не случајно и нашите сограѓани и пошироко и подалеку велат дека Нино Величковски е кумановски бренд. Да видиме што велат нашите сограѓани. Кој пејач од Куманово настапувал, значи и во Куманово и пошироко? Кој е тој наш познат пејач од Куманово? Дали знаете? Нино Величковски. Мислим во Србија. Памту ги неки негови песме, тие убави, весели песме. Па прекрасно е тоа да се воспоставува со своите ново компоновани песни, створени тако од духовен карактер. И благосостојба е да се чувствува во духот на изобилство на повеќе изборни негови песни. Све најубаво, најдобар певач, мислам, од моја генерација и песме што ги ја многу обожавам негови и лично njega го обожавам. Што мислите, дали тој доволно прави за Куманово, дали не доволно тоа, што треба уште? Еве, на ваш. Па ја мислам дека не доволно, него превише прави за негово Куманово. Мислам и наше Куманово. Па добре, одлично е, пее добро. Убави песна. Па Нино кој? Да. Што мислите за Нино Величковски како пејач и за неговите песни настапи? Па како пејач е добар и настапи сите се му добри како познат наш пејач од Куманово. Нино Величковски. Така, што мислите за него и за неговите песни? Па пуно има песме, може да се сето, ама убави песме пое. Што мислите, тој настапуваше и на страна и надвор од Куманово, дали треба да продолжи понатаму што? Треба да продолжи.
знаете, видовме дека нема дилема кај кумановци. Кога ќе се помисли на пејач од Куманово и многу наградуван и честопати на скоро на сите фестивали земено учество, понесени награди, тоа сте вие. Па вака за наградите, јас не е куртуазно, велам дека секојаш песната како таква, ако ја сакате, ако со вистинско срце и мера ќе придете како една љубов, значи ќе ја сакате, ќе живеете. Ако имате фидбек, ако ви врати некој, сте успеле, таа ќе се обнароди. Значи тука победувате. Не е само наградата како таква. Ако ја нема публиката таа што ќе ви врати, за која живеете и сакате да сработите, да ве подржи во идејата, значи од тој како автор на музика, на аранжман, на текст, тука една екипа е, и јас на крај како човек што треба да го донесе тоа, ако ја на тоа не му верувам, веројатно и дека мојата публика нема да ме. Значи тука нема лага. Чувствата, емоциите внесени секогаш ќе ви вратат. Затоа и на мои колеги кои се од помлада генерација секогаш кажам да веруваат во она што го прават и да не се откажуваат, бидејќи не се сите песни победички, не се сите песни најдобри, ама во тие секогаш во една кариера пејачка човекот ќе се извади, ќе биде со 5-6 хита. Не може 100 песни да му бидат хит. Така, илузорно е сега после сите овие години и после толку многу награди, не би ве прашала како се чувствувате. Нормално дека се чувствувате возвишено со тоа што го правите, со тоа што се бавите, со тоа што го испејувате, со тоа што ја кревате публиката на нозе, со тоа што секаде кај што ќе отидете, вие важите впрочем и за еден многу интересен, да не кажам шоумен, на програмите на кои што сте. Па не, вака да ви кажам дека ако е само пеењето, тогаш би постоело само радио и би слушале само радио. Значи не би требало друг медиум и онаму кај што се обраќаме на публиката. Дали е тоа концерт, дали е тоа ресторан, кафеја, на меја, ако го немате во себе, тоа не се учи на школа, треба да го носите и да го пренесете. Не знам пејач кој ќе застане вака мирно да пее и ќе анимира публика. Значи, го носите тоа во себе. Секој се обидувам да нешто дадам, да додадам на песна. Секоја нова песна и секој мој настап е како една нова театарска представа. И ако гледам дека некој процент или постоток на луѓе што гледаат дека со 30% ме пратат, ја некако настојувам со 5-60 да ме пратат, некако да повеќе да ги инфицирам, да се наметнам. Инаку ако ми биде се едно, тогаш, знаеш, ќе си ги спакувате копачките како Джајич, Панчев и ќе каже нема да играм фудбал. Јас ќе кажам доста, беше една лептирка, ќе си вржам и фала на сите и ќе се повлечам. Мислам дека се уште имам многу да кажам во музиката. Сум човек упорен, бик во хороскоп, фајтер. Некогаш ќе се каже, не е важно да се учествува. Па не, ако имате добра песна, пак ќе кажем на помладите, имате убавина, имате убава песна, зашто да имате хендикеп? Еве се појавуваат во Звезде Гранда, на фестивали, на Херцег Нови сега има Будва, на времето беше поек Сунчане скали и така натака. Секојаш напред ќе видите дека Македонец или зима награда или е тука негде. Значи има овдека кај ќе копнете имате музика. Тоа е голема предност. Јас го користам тоа во моите гостувања низ цела бивша Југославија, да тоа е предност што ја имаме убавата македонска песна. Порано можеби не било така. Сега е многу голема предност што сте македонеци кои ќе идете во бел свет, народот ве прифаќа. Ќе направиме една дигресија, веројатно ќе има време во емисијата да кажеме и за последното гостување во Париз. Видите колку јазикот не е бариера ако имате што музички да кажете. Да, во уметноста воопшто. Воопшто. А каква симбиоза вие знаете да направите со публиката? Тоа сведочи последниот настан кога учествувавте сега во Кратово на фестивалот на тамбура, каде што ве проследивме. Да го погледнеме прилогот. Ќе присуствуваме на меѓународен фестивал на тамбурашки оркестри, на кој имаме гости од Република Србија, од Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска и секако нашиот тамбурашки оркестар. А тука е и Нино Величковски, кој исто така ќе има свој настап. Ете како специјален гост ќе ни биде легендата на македонската тамбурашка музика Нино Величковски. Тихо свирам, за да можеш да ме чуваш само ти. Колко те љубам, ќе ти кажа моите звучни акорди.
Тихо свирам, за да можеш да ме чуваш само ти. Ете, оваа благодарница што е пред мене, ја добивте на Европскиот фестивал на тамбурашки оркестри Кратово, каде што видиме во каква атмосфера се одвиваше фестивалот и како вие лично ја дигнавте публиката. Па да, за тоа треба двајца. И за јас сум Милош, еден од организаторите на овој фестивал пети поред, и со градоначалникот долги години имам соработка. Благодарам на поканите што ги имам. Ние во таа тамбурашка авантура влеговме заедно, јас малку порано, потоа се приклучи Милош, потоа и градот Кратово. Евите, 5-та година поред прават, ме канат, јас доаѓам. Еднаш бевме со тамбураши, сега во неможност и тамбурашите да дојдат, отидов сам, настапив со кратовските тамбураши и гледате одма ова што го говорев публиката, некако посебно за овие песни кои им се блиски, за Бабино девојче, за ова многу тешко да се изеде таа песна, нима награда, нима ништо. Ама кога почнав да ја пеам, сите у глас, некако тоа е од Тумбафест песнина. Така. Гледам дека дишат со песната, гледам дека ми враќат, нифи ми убаво, мене ми убаво, и тоа би трајало со часови кои имате кој да ве проследи. И имавме еден многу убав состанок со идеја дека ништо ова што го работиме како тамбурашки фестивал меѓународен нема да направиме ако не оставиме еден подмладок, некои нови клинци што велат да кренат генерации, да појдат по патеките кои се некако веќе истрасирани и да си го негуваат тоа тамбураштво, бидејќи навистина има тука можете сите што свират гитара многу лесно да транспонираат, да влезат во тоа да свират прим, бас, прим, контра, чело и така на дел од музичките тамбурашки инструменти и да продолжат таа традиција на тамбурашко музицирање. И значи збориме, говоревме за меѓународниот тамбурашки европски камп на млади, кој веќе 8 години се во бившите југословенски простори се одвива, уште во Македонија не е направено. Тоа беше состанокот и апелот до сите градоначалници, Кратово, Кривопаланка, Романовци, во североисточно-плански регион, кои партиципира да со заедничка идеја да го поддржат Европскиот тамбурашки камп до година и да земат и наши деца учество. Автоматски ние ќе гаиме и почетници тамбураши и веќе кои деца кои знаат да свират, само да имат ментори, професори кои ќе работат со нив, бидејќи имаме детска ликовна колонија, ќе работиме на театарска работилница или форум, да имаме можност со тамбураши, бидејќи толку години работиме, зошто тоа да не го поставиме? Имавме акламативна поддршка и од градоначалникот и од учесниците на тој состанок да го продолжиме ова што го работиме како тамбурашко оживење. Добро, Нено, ќе дојдеме до таа тема, да се вратиме малку наназад во април месец годинава. Мислам дека по втор пат бевте во Париз. Која е, пред се едно прашање, која е најдалечната дестинација со обзир на тоа што на вистина има што да понуди тамбурашкиот оркестар и вие со него, односно вие со тамбурашкиот оркестар? Каде најдалеку, на кои меридијани сте отидени? Таксативно, односно да наброиме, да не испуштиме. Ние успеавме во овие 10-11 години, во овој понов период, ние со тамбура се занимаваме малку и порано. Не можам да не го кажам и испуштам еден Драгомир Шојич, синоним на прими и во песна од пејана, вика историски лик, опеан за животот. Мојот другар, долгогодишен пријател и сме работеле толку години. Секому добро познат во Куманово. Така, и покоен Чичко Митко Кратовац, кој многу оставил со тамбурата и тамбурашкото музицирање, значи тој период има. Има овој понов период од фестивалот, викам наово, дека можеме навистина се пофалиме со учество на сите овие релевантни фестивали што ги има во Европа. А ги има во Чешка, наше учество, во Австрија, во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, секаде кај што постои тамбурашки фестивал. Двете гостувања во Франција, во Париз и едно гостување во Торонто, во Канада, во Торонто и во Мисисага. Ако земеме во овој релативно краток период за овие 10 години, сепак е тоа, нели, тоа се едни гостувања каде што на широко ја популаризиравме, ја гаевме и ја пласиравме нашата убава пред се кумановска, што имаме доста обработки на кумановски песни.
во нови тамбурашки аранжмани, тамбурашко руво, и ново создадени песни, моите песни, не само мои, се она што е македонска песна, која е хитовска, од Не кани ме, не знам, до песни што ги пее мои драги колеги, сме ги презентирани на пошироката музичка јавност. Ова со Парис се случува по втор пат на покана на Универзитетот Естра, тоест на филмскиот, господинот Плевнеш, нашиот екс-амбасадор во Република Франција, кој е вистински амбасадор воопшто на културата, од филмската уметност, која навистина ги толку патиштата во уметноста ги става во една точка, све во име на културата. Значи, он два пати не кани на тој фестивал, еднаш на отворање, втор пат на затворање на фестивалот, со еден наш убав репертоар, верувајќи во нашите можности. И еве сега пак гостуваме во Тешево, во Ресен на актерот на Европа. Така, фестивалот. Да, денеска поканата и во петок сме гости на 10 јули. Значи пак долг пат веќе. Па да, од Париз до Тешево. Во Париз е многу важно што и Јордан и Сеа Пари, тој е фестивал на краткометражен и долгометражен филм на земји од југоисточна Европа, држави кои со својата филмска уметност на широко во светот се познати. Радечер Беџија го отвори, ние го затворивме ова година фестивалот, значи 16 април беше тоа, со една убава богата програма од скоро 2 часа. Искористивме прилика на негов во договарање, бидејќи е многу голем аниматор, има големи познанства, тоа е многу важно, да настапиме во најпрестижното кабаре, не Лидо, не Крейз, не знам што има во дел на... Не, него во кабаре вистинско, кај што има и театарски избитнување и пење. Настап од сат и пол, први македонци што сме поканети, учествувале во тоа кабаре во 2 вечери, значи тоа е престижно. Вистина голема благодарност на Плевнеш, на поканата на господин Жак Бони, Летро Амае се вика, виж како успеав да го изговорам. Па не говорам, пошто руски некако ме форсира во тие 12 години колку учевме, али еве го истранирам Летро Амае, господин Жак Бони, негови гости бевме, навистина прекрасен настап кој го имаме и забележено, со огромна една подршка, да не кажам овација од публиката. Се тоа што го отпеавме беше прифатено со громогласен аплауз и за тоа човекот треба да живее. Да. Јас би ве прашала сега дали во Македонија постои некоја музичка институција, некоја агенција која што го негува токму ова староградско пеење или тамбурашката музика. Кој ова покрива, ова чини? Вака да ви кажам, значи за жал не постои. Сега во која форма, во која содржина би било тоа пак еснафо треба да го направиме. Ние не треба да имаме само да кажем, има постои ЗАМП како заштита на авторски права, тоа си постои од секогаш и треба да постои, се знае законски што треба, што не треба. Но ние како еснаф треба да се избориме за едно такво здружение за негување на староградска, не знам, чалгаџиска или тамбурашка, ако сакате, музика. И тоа едно здружение и тоа како да се грижи за нашиот пласман како еден убаво спакуван, амбалажиран производ кој би го пласирале надвор. Ние немаме, ние све го работиме ова на систем на иницијатива и на лично познанство. Не сам тоа колку е добро, толку и не е, зашто ќе постојат импровизации, знаете. Тоа треба да си има еден раст. Так. Значи, ако тоа здружение или еснаф или како сакате се погрижи, сигурно дека и тие може од тој колач да се реализира, тоа е како една туристичка понуда. Ако нешто не обзданите, не објавите, нема кој да ви доаѓа, значи треба да се работи на тоа. И ние како овој еснаф, како Европски тамбурашки сојуз имаме многу поуиграна, да не кажам, стратегија и еве ние покрај нив заедно се обидуваме да ги донесеме во Македонија, да видат дека и тоа како и тука има тамбура и со нив и преку одредени фондови да најдеме место под сонце. Тоа е идејата, нели? Така. Секогаш тие вика парите се движешка сила, љубовта е еден сегмент да го сакаш нешто, ама сега треба да отидеш до Париз како?
Значи треба подршка, треба помош, треба од институции, треба од невладини организации, да не кажем тие луѓе што може да дојдат во позиција да isfinansираат еден проект, бидејќи сепак ја представуваме ние државата која имаме. Ние исклучиво наш репертоар пееме македонски, кој одиме вон границите на Македонија. Така, Нино, па еве сега да поминеме на една друга тема. Веќе кога вие сте назначен за директор на Фондацијата за развој на култура и спорт во Куманово, имате ли можност тука нешто да влијаете на советниците на општина Куманово, на бизнис секторот во Куманово и пошироко во државата? Знам дека дел од нештата за оваа фондација дури и Министерството за култура се огласи. Знам дека имавте прекрасна соработка на времето со Центарот за култура. Што мислите, каде треба да побарате како фондација, ако сте само двајца внатре, вие и правникот ли или не знам како се вика функцијата на човекот кој работи во фондацијата, каде треба да се бара одговорот и решението за ова, за да влијаеме на развојот не само на тамбурашката музика, туку воопшто на културата и на сето она кое што треба да произведува нови и нови генерации во сите сегменти на културното живење. Па вака, во рамките на градот, значи јас како вработен како директор на Фондација за култура и спорт, значи сега сме фактички јас и уште еден, тоест имаме нов вработен, значи 20 сме там како приправник, сигурно дека треба да го изоди тој пат за да бидеме цело е кога има се, нели, и да закружиме. Но кога се работи за сервисирање на културата и културното живење, не е само таксативно да ги наброиме кои се манифестации ние ги покриваме, за тоа сме платени, па имаме делегирани надлежности кои што сме ги добили од градот, од Советот, да си ги сработиме, како секој што има работи и работни задачи. Се работи за нешто што се вели општествена надградба. Културата е тоа. Али во се тоа пак е врзано, значи, имање или немање на доволни средства да се сервисираат толку, сепак е ова најголема локална самоуправа, дека еден таков град габаритен сигурно дека изискува и поголеми финансиски средства. Сега во неможност сите тие програми да се изреализираат баш заради тоа што средствата секогаш треба повеќе пари. Значи во рамки на тоа што го имаме, ние не можеме да сме нихилисти, да кажеме нема ништо. Сигурно дека имаме одредени програми со кои можеме да кажеме дека ние сме ги правеле, сме ги направиле еден детски ликовен камп 5 години, тамбурашки фестивал 11 години, не поштално со фондацијата, сигурно поштално порано. Градскиот детски хор, младинска пејачка група, во делот на одредени обиди за да се направи театарска работилница или театарски форум, работа со децата со посебни потреби, со нивната инклузија, односно помошта од наша страна за правење на одредени представи театарски, конкретно колегата Роберт Симоновски. Помагаме во рамки на тоа колку можеме да влеземе во одредени проекти, се во име на она да има по-богата културна понуда, односно содржина во градот. Јас не го рачунам тоа да дојде да поканите некој да гостува, тој ќе гостува, ќе ги земе парите, ќе се отиде. Како и што се случува? За базичното творештво, а да не прозвучи како фраза. Нема да бидам задоволен на Кумана како град на хорско пеење, нема хор, нема октет. Има хор на пензионери. А има хор на пензионери, јас ги респектирам многу, ама само ни го белат образот хорот на пензионери. Па да, сериозно, затоа што знам дека се најактивни во градот, им честитам, јас пратам дел од тоа што го радам. Да не зборам во театарската дејност, за музичко-сценската, тоа е за хорската дејност, пратам тоа што можам да го видам. Последната не може представа на господинот Лазар Ѓорѓеви да ја отпратам и да е неки сомнително лице, не бев тука, а и значи знам што работат, дека се хиперактивни на тие години, значи и сега не викам дека највише треба да работат пионерите или јуниорите, но ние некако таа категорија некако ја ставивме, а она е базата на се. Сакате во музичко-сценската, сакате во ликовната, ако не ги поставиме добро фигурите, ние и куќе од кров не се прави. Мора да имате база, за да после тие деца се заинтересираат. Една дигресија правам за овој избор која беше за децата, која биравме за градскиот детски хор и за младинска пејачка група пред 2 години, и вона е едно откритие, сега што веќе
дојде скоро до финале на Звездите на Гранд. Извонредна. Да, извонреден вокален солист, што може да ви отпее се, буквално тоа го знам. Значи се она се уште таму не покажала што знае. Кој откри Ивона? Па да еве во тие аудиции не лично ја, ама таа екипа што ги водеше Миланка професорка е откритие на Миланка, тоест тоа дете си имало свој дарба од Бога, но да го откриеш треба тоа и сигурно дека многу дечиња од градското детско хорче, го викам да е хор, треба да им се даде шанса и можност. Тука ќе имате одлични пејачи во ликовната дејност, одлични сликари или ликовни уметници кои ќе се бават под, ако направиме театарска работилница, ќе има нови актери. Така, а не да увезуемо што и како Но ние постојано збориме сега, барем во овие 5 минути, ајде да бидам по-конкретна на нашиот разговор меѓу мене и вас, збориме за некое ќе идно неопределено време, ќе се сложите со мене. Еве сега јас ќе употребам ќе дека Куманово со години наназад, особено во летниот период, тоне во едно сивило. Навистина, загревче сме. Па тоа се случи негде од 2010 година, кога имаше во летниот, кога дојдов, значи, со една голема желба и мерак, и таа воња мене не ме напуштила. Кумановско културно лето беше инсталирано, имаше 47 програми. Знаете ли колку е тоа многу во еден релативно, скоро секој ден. Ја викам се ова вака, ако продолжи, како ова све ќе се издржи? За само една година и кусур, некако не преку ноќ, се намалија содржините, како да беше кога ќе имате вода, одеднаш некој ќе ви ја секне водата. Не, мислам, имам за некои прашања, имам и одговори, знам зошто, за некои и немам, но сите помалку сме виновни во тој дел што некако на маргини е ставен тој дел на едно културно живење. Има ли иницијатива до вас, еве лично до вашата фондација, од културните творци, од творците на култура во градот, се извинувам? Па знаете како, ние не можеме да бидеме да имаме систем некакво паралелно водење на култура. Ја тоа не го разберам, не го сваќам и не ми е многу блиско, бидејќи сум во музиката. Музиката е уметност и размислам на друг начин. Впрочем, и многу сте ангажиран. Па не, него во тој дел ако имате, ние треба само да, ако има една подршка, ако е, например, една колонија заедничка работи музеот и градот, ние само треба да направиме да биде подобро, не да си гледаме кој повише направил. Значи во заедничките проекти ние мораме да бидеме одговорни и да даваме такви резултати и да го држиме една ликовна колонија 40 години да го држи тоа ниво. Од кои гости доаѓаат како ликовни уметници до крајниот продукт какви стиги творештвото. Тоа е во преден план да биде творештвото. Тогаш е успеана приказна. Дали е тоа тамбураши, дали се тоа ликовни уметници, јас пак ќе кажам. Во заедничките проекти градот треба да има заедничка цел. Не можеме ние да викам да имаме некоја паралелна култура. Дури немаме ни услови ни можности. Јас неќам сега по поединечно да ги изанализирам што бил театарот пред 40 години, што е пред 20, што е сега. Мислам дека и нема во градот тенденција за паралелни некакви Не, зборам носители на во дел на викате говорите за проекти одредени кај што имаме. Ние треба самите да се бориме. Ја имам во главата еден граѓански концепт. Или политиката на мојот сокак, на мојата улица, како сакате. Значи, што се потребите мои на мојата улица, на моето мало и на градот, за да што ни треба. Така. И многу ми е жал кога нема такви иницијативи од Сдруженија на граѓани, од индивидуални, сега да не ги запоставиме, од поетски, литературни и други, не само читања, туку активности. Некојаш, еве сега ќе се слуша тој Кокински мугри, кои традиционално 5-6 години и повеќе ги работиме заеднички. Има манифестации, ние не можеме покриваме струшки вечери на поезија како домаќени дел од слушувањата од Струга. Има многу во програмата кои сега ми требало многу време, покривање на скоро сите значени празници на мултиетникумите, на мултичките етнички заедници кои се во нашиот град. За тоа треба многу време, не можам да го заборавам, Рома Трубов фест, фестивали, се она што е дел од тоа културно милје. Тоа го имаме, нешто го имаме. Што е она што го немаме, треба да кажеме. Значи, што го немаме, што ни фали, во кој дел, дали треба во театарот само да има 10 дена
денови на комедија и после театар да нема. Не треба да има континуирана понуда на театарски представи. Ја зашто сум поборник. Да има континуирана музичка понуда. Не треба тоа да биде ослободување на градот само и ќе биде тамбураши не, него низ цела година да провеува. Да има вечерна серенади, случувања. Ете тоа. Зборевме значи конкретно за летото, толку многу интересни отворени сцени нуди Куманово и Кумановско, а ние воопшто ништо не. Сега знаете како, тоа треба користиме да го користиме. Тоа треба да биде во спрега со бизнис центарот. Имавме ние со години една идеја која по мене функционираше во рамки на можностите на луѓето од бизнис сектор, бизнисмените за својот град, така беше да речем. За покривање на поголеми културни случувања. Едноцифрена ли е бројката на одзив на бизнисмените? Не, она е сигурно едноцифрена е, за жал. Проверено? Последниве години, во однос на, зборам сега само за Тамбурашкиот фестивал, порано не било така. Ако нема интерес тој бизнис сектор, не интерес само да го гледа комерцијалниот дел на интересот, туку да се помогне на својот град во една заедничка презентација на градот, да го има тоа како сенс, како осет, сега ова не е фрлање ракавица, но се помалку, се повеќе и повеќе се трга бизнис секторот од овој дел, барем во културното живење, не говорам во другите сегменти, во економскиот дел, колку... А зашто и да не биде фрлање на ракавица, еве, можеби ова е начин да... Па не, јас лично искуство му идам тоа со CV, со портфолио, тој фестивал тако веќе дефиниран, не е нов, па да многу да се кажува, но прашањето на имање на интерес или немање да каже, се там ќе дам паре. Маце по Кумановски да ме разбере подобро. Сега да ви кажа дека тоа треба се да биде заеднички интерес по системот на колку си го сакаме својот град, не да биде само према паре и музика и тогаш ќе нема ништо. Значи нема паре, нема ништо. Дај да видиме кои се базичните интереси на овој град за да покренеме и да не кукамо само да викамо нема да има дека ништо не валја, него како да направиме нешто да валја. А еве граѓаните што велат, и тие сакаат да има. Недостасујев да, али кажују нема го весело со народ. Нема, свак се плаши за своје работно место, дали ѓуто ќе обстане, дали во едној. Па во Куманово за сега е мој предлог благословено е да биде и Валандовски фолк фестивал да се одржува во Куманово. И тоа е едно од многу благословен така духовен карактер со нова компоновани изворни песни што ќе ги сите исто така во одушевува. За мене лично јас сум оно кој за етно музику, стара, преработени тие. Лично ја, за други. И кој треба да се погрижи за тоа за да имаме ние повеќе култура преку лето од настапи? Па вајде тоа што кои су надлежни за вајде градоначалник, дали некои други, не знам кои су. Вие што имате идеја што повеќе треба да се преферира во Куманово, кој да доаѓа, да не се збогати летото да биде поубаво? Па наши македонски, имамо ги многу добри, многу убави. Не ни треба овие острадно. По моја сега, свак си има своје мишлење. Јас сум за наши македонски. Па наши македонски пејачи нека доаѓат и од Србија, и од Хрватска, и од други држави нека доаѓат, нека пеат. Против песни немаме ништо. Треба да има почесто, како и на други места што се организира летни, мислим, организатори за пејање, така треба и у Куманово да се нешто повише да има. Забава друга е, немаме никаква забава Куманово. Кој треба да придонесе за тоа? Кој е одговорен, знае се градоначалникот, првенствено треба да се организира. Треба. На площад треба, за народ треба да биде певач. Што вие според вас, кој треба да дојде да ни го збогати летото? Па највише кумановците треба. Овој кумановска група. Видовме, желни се нашите сограѓани за уште, како за музика, како за вода, да, така и за настани, особено за пеење. За пеење. Да. Па еве ќе направиме обиди да јас се носам со идеја да некакви тематски вечери сами треба некој да си ги бараме можностите во тие
катчиња кај што градот има можноста, има сигурно, дали сега локациите да не ги набројуваме да фаворизирам некој, но има убави места кај што може сега во летниот период да се пополни тој вакуум а тоа е со многу малку пари може да има голем ефект. Ја да кажеме вечер на староградска музика, на серенади. Подма се сеќавам на боеми, на битолските, на Деспина, на групи кои се пеат и се занимаваат со таква, сега е многу атрактивна Љубој, па не знам, многу групи што може таков вид на етно музика да понудат, па да има тематски вечери на джез, доаѓал тука и мојот пријател Четкар и многу други имиња. Значи имаме ние во тој дел да не со големи пари направиме нешто што може да биде едно убаво освежување во овие летни денови за нашите сограѓани, па не да биде само да чекаме, пак ќе кажам, од фестивал до фестивал, но да имаме низ година. Тоа фали на градот. Знаете, ако имате некој континуитет, народот тоа може, знае одма да го примети дека нешто се случува. Ја не сум за тоа како таа година 47 настани у 30 дена. Кој тоа може да го... Прво не може публика да обезбедите. Работеле во таков медиум, односно во куќа кај што треба секојаш да напуните театарска сала. Знаете колку е тоа тешко? Правиме настан, има учесници, повеќе учесници во програма него публика. Тоа сме го имале со хорот Шибеник. Еве за такви искуства. Хор е 50 души, публика 25. Што сме направили? Срамота за градот, за сите и за организаторот. Значи мора точно да го видиме кој е таргетот, целната група. Ова го правиме за пензионери, ова за млади дечиња, ова го правиме за средновечни или не знам, за тинејдж генерација, за да знаеме точно за кого, бидејќи тие пари се од народот и за народот тие. Ние сите манифестации што ги прави Советот на градот, пренесено преку секторот за културата, преку фондација, се народни пари, нигде не се наплаќа влезница, што е многу добра приказна, значи не се изолирани во смисла на тоа, кој има пари ќе гледа, кој нема ќе седи дома. Значи секаде е тоа направено без партиципација, без плаќање на влезница. Па дури кај нас и цените се со занемарувачка висина. Па не, и бесплатно да не молиме, уставно се бориме да имаме луѓе на тие настани, затоа што е тешко за сериозната музика да донесете. Сме имали такви ситуации за Рибарски, Кирили и за Милица, да биде малку непријатно кој имате во Кубус 20 души за едни престижни уметници. Тука е одговорноста наша. Точно да го зацениме, па ако треба и да донесеме публика. Затоа и треба да негуваме публика, значи да твориме, да создаваме представи, да создаваме тамбурашки генерации. Па апропо тоа. И се друго, да негуваме и творци, но на тој начин негуваме и публика. Како, например, за детски представи, правиме на дигресија. Значи, вие преку детски представи ќе ги натерате децата да го поимат, да го знаат театарот, прво почетнички да го гледаат, за да кој ќе подпораснат, да можат да сварат и посериозни, потешки представи за гледање. Значи, да градиш една театарска публика. Тоа е и во музиката. Ние одеднаш правиме еден вакуум и после, па зашто немаме театарска публика, зашто немаме хор, тоа го говорам заради неконтинуитетот. И одедена понуда, пак викам, да не бидеме помодари, сите на джез нешто, или сите на денови на комедија, а од ток на година не гледат ни една представа. А и нашиот театар нема комедија на својот фестивал. На свој фестивал, како ја сега да немаме ни на тамбурашки представник, онда тогаш е илузорно и нема логика да се одржува фестивал, ако немате представници своји. И значи, во име на тоа, таа понуда ние треба чекор по чекор, степ бај степ, да си ја донесеме во нашето мало. И да кажеме, имаме ова година можност за не 10, ама за 4 представи. И важно сме кренали, имаме еден и чекор. И секоја година така пак ќе се случи за културно лето да има отварање, доаѓале од Белград национален ансамбл Коло, денови на француски филм. И сите тие работи ни се тука околу нас, само не е добро, тоа треба да го донесеме. Да не одминуваат само. Да не одминуваат, ама ние ќе направиме да ги донесеме, да ги како добри домаќини дочекаме, угостиме и да тие кои ќе се одат, како што говорат, барем тие што се наши гости на Тамбурашкиот фестивал, со мејлови вака да се јавуваат дека биле најдобро пречекани, најдобро угостини. И сега баш во Нови Сад, кажувам за една
дека не е тоа под шатра, како некој знае, него тоа е еден културен настан, Така. кој Има навистина имидж. просто има имидж, да. Така. Заради нашата публика која навистина е податлива, која сака да го гледа и го слуша тој тамурашки фестивал. И не само тамурашки. Нино, често пати употребувавме збор можност. Вие имавте можност да бидете актер. Јас се сеќавам. Јас аплаудирав на една представа во која игравте. Тоа вика мој пријател голем, ти имаш неограничени можности, тоа е за ти. Важи за тихом тоа неограничени можности. Важи и за можности една. Епа кога било тоа? Од 73-та негде. Одамна помниме. Да. 73-та година со една представа, веќе 75-та беше уствари премиерата. Со некои 20 на година сме били, а веќе од 73-та сум бил активно во театар со екипа која сега делот, за жал се покојни. Но морам да кажам еден Шипе како бард глумачки, Драгиша Димитриевски Шипе, еден Живко Пешевски, една плејада уметници со кои сум имал голема чест да играм, да глумам, да не ги набројувам од македонското глумиште. Јас сум играл навистина од Ристо Шишков со се она што било прва гарнитура актерска во Македонија. И големо мое задоволство и на одлични режисерски имиња, од Слободан Унковски до Владимир Милчин, до Љубиша Георгиевски. Навистина е чест, Наум Пановски, Хај-Фај, и да набројувам до 86. Ама се навраќам негде на 80, односно 75-та, бидејќи во таа представа јас пропеав, музички се искажав и открив, односно ме открие во представата Мајка храброст Бертолд Брехт во режија на Мишо Мартинов. Освоивме прва награда во Кочани, а потоа на сојузните смотри во Требиња златна маска за режија и целокупна представа. Значи тоа беше една револуција, како што беше зелената гуска на ниво на Македонија и Скопје, така во Куманово и во Македонија. Од тогаш сценскиот лабораториум Беседа, така беше наречен нашиот театар. Нашиот театарче во рамки на Кумановскиот театар, морам да кажам, тоа не е приватен проект. Ги зема сите најпрестижни награди, тоа значи представа во целост и за режија. Златна маска, од 75-та после игра се до 86-та година, скоро во сите представи во Кумановскиот театар. И зошто престанавте? Па нешто што вика поише еден актер, мој драг колега Петар Мирчевски, Пепи, вика, добро, вика, се уклопи, се назима парите у музиката, добро што се откажа у театар. Не, се шегувам, јас, прва љубов ми е театарот, тоа е сигурно на прво место. Прво идење моје у Њујорк, сите сакаат ваму таму, јас сакам на Бродвеј да гледам две представи. Тоа е, значи, ако е љубов, тоа е љубов. Секоја сум се навраќал, тука пропеав, значи 75-та таму, 80-та добив најдобра награда прва награда за машка улога во представата драматизација на Пушкин Цигани во режија на Илија Струмениковски, он режираше. И од тука заедно бевме со Живко во Требиње како гости на фестивал. Значи, ама во представата го пеев тој насловен лик Тафар. Имаше една песна Земфира, авторска песна, компонирана. Земфира, Земфира, цвет во пуста степа. Земфира, 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 не раздели ко два цвета. Како нема награда? Ви благодарам за овој Не е било предвидено појање, али... Јас пак вака сега ќе кажам. Нема да ви изненадам сигурно. Ако решавате, Кумановци викаат укрштени речи и пишува таму инспиративен, интересен, особено талентиран, најмногу наградуван пејач од Македонија. Што решавате? Како се викаше на македонски? Да, Крстозбор, да ја слушнеме вашата наградена песна. Каже, кого спомнува, кога чаша беше празна, како душава. Втора строфа ке ти шепне
pritam srce dobi, koga divo moj od život vrata otvori. Ete pesna što ti liči, kratka pesna kako život, neka bide naše gnezdo, dom i pokrivot. Ti si moj od krstozbor, dolgo jas ne rešavam, ej, što me gušneš, pak bez borba ti se predava. Од каде овој наслов за оваа прекрасна песна на која добивте награда на последниот Валандовски фестивал? Ја бев многу изненаден и дури сакав да го сменав насловот. Значи, ако нешто сум се со Огнен Неделковски работам преку 20 години. Тој е човек што напишал 26 песни, стихови за песни на Тоше Проевски, кој не му вратил ни една запирка не му променил во текстот. Ја викам некако Огнен, овој крстозбор, дали ќе го разберев, да го вратимо да напишеш нешто друго. Не, Нино, вика, услов е единствен да си остане песната крстозбор. Кој ќе дешифрира песната, ќе свати дека крстозбор е вистинското. Мислам дека имав проблеми дури на некој фестивал претходно, да не именувам сега, не ќе тоа да го снавам, да не се таа песна прими, ако е заради името, се гледа содржината, не е формата. И на големо моје задоволство ја некако и придов на таа песна не со сомнеш заради име. 9 месеци, никад, после бабино девојче, со Мичо, никогаш 9 месеци не сум работил песна. Интензивно 9 месеци сум работил песна. И знам дека со такво едно огромно и несебично давање кон песната, и кон авторите што ја напишале, дека тоа мора нешто да донесе. Сега кој вика мора, ништо не мора, но толку верува во песната и тоа се гледа во интерпретацијата, во таму имаше цел оркестар во живо за прв пат на Валандов, после 30 години. Се друго ја морам да ги демистифицирам и публиката драга наша и мила да знае дека таму све се пее фул плейбек, осим пејачот во живо, што е многу незгодно, знаете, овие глумат музичари дека нешто свират и само пејачот искача у ринг и се бори. Што е многу тешко, значи не диши музиката со вас, нема сам е случајно, значи таму е права арена, она класично, и сам сте. Или ве једе лав, или не ве једе, да го викамо Мико Мановац. Сега во таква една конкуренција, кај што се надпреварувачки карактер, и овој имам сега зад мене 40 музичари кои прво јас ги слушам, знаете, тој фидбек. Прво ја, па после доаѓа до тие што слушаат, до публиката, до телевизија, до гледачите. Знаете како е празник за еден пејач која позади ве гали фактички музика, колку така инспиративно. Јас никад подобро не сум се чувствувал на сцена, тоа сум го кажал и тоа даде резултат. Например, таа публика не можеш да излажеш, не можеш, она ти верува или не ти верува, глас или не глас. Така да, тоа ми е драга награда, имам 3 први награди на Валандов од стручно жири, ова ми е како апсолутен победник, една втора, една трета, со Октетот Кумано неизбежно мое милје и една мој музички, како се вика, секој се навраќам, значи ја да не било Октет Кумано не би пеел јас. Значи јас сум откриен во Октетот Кумано како солист. Која година од страна 83-та на Миодраг Мичо Божиновски, нашиот по мене прв композитор, после Трајко Прокопиев, за мене најголем музички лик во градот. Ме открил мене во Октетот заедно со Мате Груевски 83-та како член од Октетот, кај што пее баритонска, баритон заедно со тогаш, односно и сега Трајко Крстевски во првиот состав на Октет Кумано од 80-та, скоро 30 години, 350 песни снимено за продукција на Македонска радио телевизија, еден музички багаж кој е за респект, зборам за Октет Кумано, значи за секој сме ги бранеле боите на градот, сме оставиле за себе многу музика и камо среќа и телевизиите, не говорам само за локалните, да се понавраќаат почесто на тие песни што сме ги оставиле со Октет. Што е следното? Фестивал, гостување, подготовки? Најбото новинарско прашање е вашите идни планови.
Ете, јас малку различито али ве многу прашав. различно, да. Ми се допаѓа, бидејќи некојаш кој ќе се заврши, а не ме прашат, ти кажам добро, не ме прашат натаму што ќе правам, не сум ја. Па благодарам на прашањето, значи што ќе се случува сега 10 ќе сме во Отешо на фестивалот Актер на Европа. Милена Зупанчи знам дека ќе го добие престижното награда на фестивалот, престижното признание од Словенија и ќе бидеме ние на 10 петок и сабота гости на фестивалот. Значи и во званичниот дел, а и во тој вториот дел кој е многу поубав во дружење, лани бевме со Раде Шербеджија, ќе настапиме јас и моите кумановски тамбураши. Потоа еве се спремаме за 11-тиот меѓународен тамбурашки фестивал. Сега да не ги откривам имињата, но еве ќе имате можност ексклузивна да кажам дека сигурно што се фиксови спортски жаргон, дека на 21 петок сигурен е Мирослав Шкоро од Хрватска со својот тамбурашки бенд. За мене прв пат доаѓа во Македонија, на големо негово задоволство и наше. Се многу се воодушеви од поканата со свој бенд. Првата вечер ние ќе отвориме како кумановски тамбураши, како домаќини, тоа традиција е сигурно и се работи за уште еден оркестар од Словенија или од Хрватска кој ќе ја пополни првата вечер. Во втората се многу интересен и многу атрактивен бенд Ла Банда. Тоа се театарски, односно театарски хајотидов тамбурашки состав, бидејќи една од девојките знам дека се бави со театар, а сега завршила и музичка академија и отиде ми памет на куде њума. Читајќи овдека они настапија тамбурашки састав, де тоа ТС ме збуди, викам театарски састав не е. Ла Банда. Подсвеста работи. Да, подсвеста. Ла Банда од Нови Сад, 8 тамбурашици. Нема по тоа е како фрајле пута 2. 8 свидат забавна музика, скоро сат Пута 2 во бројка или во квалитетот? Значи 4 пута 2 во убавината. А тоа ќе си дојде друго. Важите вие за човек со особена естетика. Да, естетика. Па заради таа естетика ќе видите што ќе биде понуда убава. Бидејќи прво очите впиват, па после доаѓа тонот. Ја така мислам дека е. Значи они ќе бидат ето освежување и за уво и за око. Сега на втората фестивалска вечер Ла Банда, девојките од Нови Сад и ќе имаме за прв пат гости од Унгарија. Тамбурашки оркестар Банат од Сегедин. Од Унгарија имаме гости, кои се исто 12 души. Значи да се подготвуваме кај да одиме август на Тумбу, 27 на градскиот площад, да, секој, значи добра сцена, атрактивна, со сите нишаник имаме дел на тој гостителски, кај што може да се освежиме, напиеме и да слушаме музика и да така нешто како во и да ги наполниме батериите за Да, баш така. Во летните денови право освежување, бидејќи имаме искуство за овој фестивал, го работиме, имаме подршка нормално од Советот на градот, од градоначалникот Зоран Дамјановски, имаме подршка од Министерството за култура, нормално финансиска и морална и материјална, како се вели. Имаме, се надевам дека еве дел ова што го кажав како една понуда за соработка е секогаш отворена со бизнис секторот. Јас сум имал и ние заедно сите во ова, не можам, ми треба многу простор да се заблагодарувам со кои луѓе кои помогнали тоа како. Само тие луѓе да се вратат, ние имаме супер приказна до крај. Еве ќе се обидеме тие стари нови луѓе да ги вратиме во тамбурашки хепенинг, уживање, така. И да ни биде убаво на 21 Да се надеваме, ние медиумски ќе ве следиме сигурно. Сигурно, знаете како и во подготовките, и во настапите, и пред, и за, и потоа, и секогаш. Јас, ова не е никаква фраза, само една и најважната работа за Куманово сега говорам, а тоа важи сигурно, универзално е тоа, дека се она што не се забележило, не се ни случило. Точно. Значи, толку имаме проблем во тој дел на медиумско покривање, во многу сегменти. Знаете, ќе работите нешто, ќе вложите максимум и сега да се покрие медиумски, ја веќе разговарам со телевизиски преноси, секој го не е покриено. Ама тоа е еден сегмент. Камо претходно во рекламирање, во дел на луѓето што би влегле во некаква подршка од бизнис сектор, ако он нема, па да, он сака еден фидбек да има и да биде рекламиран во флаери, во
таква една медиумско покривање, од сакате електронските медии до пишаните, ако го немаме, ние немаме фестивал, знаете. И затоа еден апел до сите медиуми, и пишани, електронски, која веќе каниме, а сите ги каниме, да бидат дел од тоа чествување во име на тамбурата и во она што го правиме ние за граѓаните. Едноставно да бидеме заедно. Да бидеме заедно. И дури тогаш не сирџиски, сако вие нешто тамо. Ако го направиме како едно целокупно музичко доживување и ако сме заедно во тоа, ние никогаш нема да имаме неуспех. Тоа ќе биде успешна приказна и не само овој дел на таа тамбурашка приказна. Утре Рома Труба фест и во сериозната музика, и во театарот, и во сите случувања да си ги поддржиме настаните на овој начин. Не кажам, не, ова, јас сум уредник, медиумски не го покривам. Тој не е добра работа. Говорам генерално, зашто знам што значи да секое сабајле сум бил у ситуација да идам на било која телевизија и зашто ја да бидам само тоа што се треба или да се фалиме, дојдите па дојдите. Значи имаме една поширока медиумска кампања, зашто да не се покаже, имаме од се од билборди до флаери, ние не изостануваме со ниеден на светско ниво фестивал во однос на таа понуда што ја правиме и преку радио кампањи, медиумски кампањи, до флаери, до пишани медиуми. Значи, се го правиме тоа. Се во име повеќе народ да има да го види тоа чествување. Ако го направиме ние за 100 души, не може да го правиме сега во Касапски круг или било кај, ама не можеме да собереме 300-400. А може би народ сака 2-3 луѓе. Така, не треба да се сомневате дека К3 телевизија ќе биде постојано. Не се сомневам, апел до сите други што не пратат и до вас. Се надевам дека ќе бидете дел од нашето заедничко чествување во име на празникот на тамбурата на 21-22, ве канам како директор на фестивалот. Благодарам секако дека и ќе како бидеме Нино таму. Величковски лично. Ете така, ви благодарам уште еднаш. Само уште нешто да ве прашам. Рековте заедно да бидеме и вие и јас. Имате ли вие време да бидете заедно со некого што сакате едноставно заедно да поминете едно попладне без муабети за политика, за музика, туку само за карти, каде што сте добар мајстор на бридж? Појаве се една, ако е тајна, ништо не може да биде тајна, кад јутре ќе биде јавно. После емисија со моите другари еве таа одушка ќе си ја давам 30 неколку години. Затоа ве прашам, знам дека долго трае вашиот картаме стаж. дома кај. Значи имаме круг кој го вртиме во дворче, Така. Тоа е дел кој мене ме опушта и деловите нормално со мојата внука Бела, со моите ќерки, со мојата господја Лидија, со фамилијата. Она што го сакаме баш тоа опуштено дружење, шетање, во моментите вчера, недела немам обврски, нема ангажман музички, ајде малку да прошетамо кондуре. Може да ќе дојде некоја нова инспирација за нова песна, бидејќи животот имаме една песна уште еднаш љубовта да ти тропне наврата. Значи, на сите им посакувам љубовта, е таа движешка сила, дали е кон татковината, дали е кон жената, кон децата. Со тоа и верувате во љубовта. Да, верувам во љубов, апсолутно. Нема задршка тука. Вие опеевте една жена неврзано со љубовта, на која што најверојатно многу пријатно сте се чувствувале со неа, односно кај неа, некаде на морските страдуни на Јадранското море. Мислам дека се викаше Маре таа жена. Што беше таа инспирација? Маре, да. Интересен лик во мојот живот, но овдека се работи за тета Маре. Со 9 години јас летував на Црногорско приморје, местото се вика Картоли, или тоа е Карши островот Цвеќа, тоа е на Тиватска ривиера. Потоа што на патот кога се оди на Крашиче или Жанице, во тоа делот на тоа полуостровче, таа тета Маре е лик од сказни, да не кажам, бидејќи ние 8 години 9 заедно со мојот колега Зоран Джорлев, кој сега на 20 иде таму. За жал тета Маре почина минатата година. Остана сеќавање на неја, ние направивме песна за тета Маре која беше хит во Црна Гора и се уште е многу слушан на музика, текст, аранжман на Зоран Джорлев, а пеевме ја и Совче, сестра му на Зоки Джорлев. Ние како фамилија таму
до лани преклани идевме, многу емисии се направија за тоа, вика како сте ме опјевали у пјесми за живота, да могу море би вам поклонила мој Нино, але ето то не може да се море поклања, па као секојаш кога би ишле тамо, она нас би не дочекало ко своји деца. Многу убаво кажана Баш тоа, благодарност. да, тоа тета Маре го има кажано на телевизија јавно. И јас секогаш наоѓам време, и оваа година баш за роденденот мој на 2 мај, бевме во Будва и секогаш наоѓам време да го посетам тоа место, го сакам. Така имам убави спомени, многу песни се испејани таму, многу дружење, бидејќи тоа е системот на она што е приватност, кој секој сака да го има, нели? И да си ги полниме батериите, бидејќи животот е еден, нема некаква алтернација. Каде летово на годишен одмор? Па се надевам дека тоа ќе се исполни 20 јули, се ова да имам исто учество заедно со тамбурашите на Пивофест, од 16 до 19 и што ига тако Бог да даче, негде 20 да отидеме до Риека. Идам неколку години таму, од 2008 година сум присутен, што со музика, што со одмор. Овој пат сакам да одморам. И неизбежно милее мојата фамилија, децата, внуката, мојата господја, да отидеме на едно 2 тjedna, кажу Хрвати, на едно-2 недели да се одмориме. Јас да ви да се посакам за вратиме тогаш за фестивалот. мирно море, до тогаш И диван лет. да, Ако ćemo avionom. и мирно небо, Мирно небо. а до тогаш и после тоа и за секогаш благодарност до вас што сте дел од нашата екипа денес. Се надевам дека не ви беше монотон нашиот Не, мене разговор. како сак да почнало, ја баш викам очекуј још прашање. Исто така Нема. мислам дека и на гледачите им беше пријатно со вас. Да, благодарам старо на поканата од сестрце, секогаш се отворени широко моите порти за вас, на моето срце. Ви благодарам на поканата и се надам дека ќе имаме уште другарување се во име на музиката и се со цел на да си го разубавиме животот во нашиот убав град Куманово. Со песна Со секако. песна. Ви Ви благодарам. благодарам. Чао.